овој пат од Охридската болница, јавната здравствена установа која што деновиве одбележа 6 децении од своето постоење. Како што не најавивте, Бранко, во ова наше јавување разговараме со директорот доктор Горан Марковски. Добро ви утро, директоре. Ајде прво да ни кажете како го одбележавте овој значаен јубилеј. Добро утро, Сонја. Ги поздравувам гледачите на утринската емисија на Македонската радија телевизија. Мене ми представува огромна чест да кажам што како актуелен вршител на должноста директор на јавната здравствена установа Општа болница Охрид, имав можност да бидам дел од организацијата на овој значаен јубилеј на нашата установа, 60 години од нејзиното основање. Настанот помина во една прекрасна празнична атмосфера, беше организиран во еден од локалните хотели во нашиот град. Ги поздравувам и домакините. Присутни беа некои од доајените на охридското здравство, пензионирани лекари, активни лекари од сите здравствени институции, медицински сестри, технички персонал, како и гости од локалната самоуправа од Министерството за здравство. Настанот понесе многу емоции, можевме да слушниме многу сеќавања, анегдоти од постарите колеги, а дефилето на ова прослава беше заокружена со 20-минутен документарен филм, кој што е прикачен и на YouTube каналот. Исто така голема благодарност и до продуцентите на овој филм. Така, директоре, ајде да се навратиме 6 децении назад и да кажеме какви беа почетоците кога се ставаше темелот на оваа здравствена институција? Почетоците на охридското здравство датираат неколку децении пред основањето на медицинскиот центар, каде што здравствените услуги генерално се одвиваат во диспанзерски центри, а почетоците и идејата за основање на медицински центар датира нешто пред 60-тите години, за на 25.2.1960 година да се постават темелите на медицинскиот центар на локација каде што денес се наоѓа хируршкиот блок од страна на доктор Вангел Шорко, а по претходна иницијатива и одобрение од окружниот одбор. Иницијативата ја покренуваат доктор Аголи, доктор Захариевски, доктор Константиновски и доктор Филев. 4 години подоцна, на 4.2, окружниот одбор ја гласа организацијата на медицинскиот центар за во ноември истата година да почни со функција и давање на првите здравствени услуги. Примопредавањето на клучевите на медицинскиот центар се одвива на 17.1.1965 година. Одлично. Ајде сега малку зона, како е денес? Колку оделенија имаме во болницата? Колку вработени имате, директоре? И како ја оценувате здравствената услуга која што ја добиваат пациентите? Охридската болница денес функционира како павилјонски тип на здравствена установа, која што извршува здравствени услуги од секундарното дејство. Нашата болница представува еден регионален центар со околу 470 вработени во овој момент, од кои 70 се лекари специјалисти. Имаме 35 млади лекари кои што се на специјализација, околу 250 медицински персонал, 5 фармацевти и околу 130 помошен технички персонал. Како таква, јавната здравствена установа Општа болница Охрид функционира и дава здравствени услуги не само на граѓаните од Охрид, туку и на граѓаните од Ресен, од Струга, од Дебар, од Кичево, како и соседните градови од Република Албанија. Работата е организирана во 15 болнички оделенија, болничка аптека и работна единица заеднички служби. Исто така, Општата болница Охрид има и 10 асептични хируршки сали. Како таква, и јас како менаџер се трудиме за подобрување на квалитетот на здравствените услуги, како на нашите граѓани од Охрид, така и на околните градови. Така.
Директоре, неодминливо е да ве прашаме и кои се главните предизвици со кои што се соочува јавната здравствена установа, да кажеме тренд во нашето здравство за жал е иселувањето и заминувањето, односно недостигот на кадар, особено специјалисти. Како е кај нас? Како што веќе напоменав, моја амбиција како менаџер на ова здравствена установа ќе биде усовршување и подигнување на квалитетот на здравствените услуги. Затоа имам апел. Прво, до помладите лекари. Да останат дома. Да вршат својата функција во нашиот град, затоа што спасување на животот на својот најблизок нема материјална вредност која што би го заменило тоа. Друга страна, квалитетот на здравствените услуги може да се подобри со постојано инвестирање во медицинска опрема, значи подигнување на квалитетот на услугите, зголемување на капацитетот на здравствениот кадар. Затоа сите општествено одговорни луѓе, како во градов, така и во целата земја, треба да помагаме на здравствените институции општо, како би го постигнале тоа, затоа што заедно, сплотени, ќе ги направиме резултатите видливи. Ви благодарам многу, директоре, што бевте дел од утринската програма. Нека биде честит овој голем јубилеј, нека се множат години и децении ваше постојање. Благодарам, Сонја, на честа што бев денес дел од утринската емисија. Сакам да ги поздравам сите вработени во јавната здравствена установа Општа болница Охрид и сакам да посакам уште многу вакви светли јубилеи на истата. Благодарам. Исто и јас. Колеги, тоа беше разговорот со доктор Горан Марковски.